И после 8 месеци од откривање на скандалот со вевчанскиот лажен лекар, кој што со спорна диплома 6 години ги лекувал вевчанци, органите на прогонот, наместо да го расветлат, се уште работат на случајот. Последно, уште во месец ноември лани, од полицијата информираа дека ги комплетирале потребните докази и оти понатамошните насоки треба да ги даде јавното обвинителство. За тоа, докаде е случајот со 33 годишниот лажен лекар, кој се товари за 3 кривични дела, фалсификување исправа, измама и надри лекарство, се обративме до основното јавно обвинителство. Предметите за кои покажувате интерес, а кои се однесуваат на сомненија за злоупотреба во здравствениот дом во Вевчани, беа оформени врз основа на детални проверки и целосни испитувања направени од основното јавно обвинителство Струга. Надлежен јавен обвинител интензивно постапува во насока на обезбедување на сите потребни докази, пошто ќе биде донесена одлука за натамошниот тек на постапката. Во меѓувреме, јавноста шпекулира дека лажниот лекар од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, каде што студирал, се префрлил на еден од приватните универзитети да го дозаврши медицинскиот факултет. И додека се чека обвинителството да постапи, се огласи пензионираниот просветен инспектор Ѓорги Илиевски. Несватливо ова, но сватливо за еден ваков систем кој што не е функционален и не ни функционираат институциите на системот. Тој може да се запише и каде сака, но тој го направил прекршокот и за него треба да се покренат други постапки. Значи криминално, тоа е образовен криминал кој што не сме да се истолерира на таквото нешто. А исто така и лекарската комора. Зошто се молчи? Зошто не го креват гласот? Значи да има еден аларм, затоа што ова е лоша практика. Основното јавно обвинителство оформи уште 2 други предмети. Едниот се однесуваше на директорот на здравствениот дом Вевчани, за кого, како што беше наведено во нивното соопштение, има индиции дека од 2019 имал определени сознанија дека лицето кое се представувало како доктор не поседува лиценца за работа, за што бил писмено известен од лекарската комора. На тапет беше и Комисијата за селекција при вработување, која во 2019 одобрила вработување на 2 други докторки, најпрвин како приправници, иако немале лиценца за работа. Основното јавно обвинителство допрва ќе одлучува дали директорот и тројцата членови на Комисијата за селекција при вработување ќе ги товари за несовесно работење и злоупотреба на службена положба и овластување.